Ако овалите наместо на езеро или море, заминете на планина, книгата ќе биде ваш најдобар пријател. Марија Коцева секогаш има добар избор за вас. Ана Каренина, ликот од насловот на романот, објавен во 1877 година, дело на рускиот писател Лав Толстој, се воздигнува како една од најфасцинантните и најтрагичните жени. Ана Каренина е сместена во Санкт Петерсбург во 70-тите години на 19-тиот век, а главните јунаци припаѓаат на круговите на руската аристократија. Со својата прва реченица: сите среќни семејства личат едно на друго. Секое несреќно семејство е несреќно на свој начин. Толстој не внесува средеболно нарушениот семеен живот на Стив, чија сопруга Доли, што туку открива дека тој ја мами со гувернатата на нивните деца, французинката Ана. Сестрата на Стив и послушна жена на Алексеј Александрович Каренин, моќен функционер, брзо посредува и успева да го закрпи несигурниот брак на својот брат. За кратко време, милата Ана го запознава грофот Алексеј Кирилич Вронски, неженет офицер. Одеднаш почнува да го наблюдува својот сопруг на нов, критички начин и сонува за гордиот и смел Вронски. Па, сепак, Ана не се обидува да побара развод, што ќе овозможи на влюбената двојка да ја официјализира врската, бидејќи законот по автоматизам целосното старателство на нивниот син ќе му го даде на незиниот сопруг. Во исто време не може да ги скроти своите емоции, и кога сопругот почнува со сомневање да ја поставува прашања, таа му одговора во напливот на грубата и извонредно нерационална искреност дека има љубовник. Каренин, кој претставува дека Ана на крајот ќе се покае, постапува навистина честно. Бракот ќе продолжи, одлучува тој, барем на хартија, ако не и во реалноста, а времето ќе ги исцели раните. Но Ана, очајно стравувајќи дека ќе го изгуби Вронски, одбива соработка. Вронски, кој еднакво силно е влюбен, се согласува, особено откако Ана му соопштува дека носи негово дете. По цела низа компликации, Ана ги напушта сопругот и синот, а Вронски полкот и кариерата. Заедно патуваат во Европа додека не им се раѓа ќерката. Враѓањето во Русија ги враќа и во реалност. Пријателите и роднините го пречекуваат Вронски за добре дојде и еднакво ја игнорираат Ана. Таа е скршена. Првата реакција на Ана е и понатаму да парира, да доаѓа на општествените собери, како да не е изменет нејзиниот статус. Тоа го растажува и го вџашува Вронски. Излигувањето минува катастрофално. Набргу, таа, Вронски и нивната мала ќерка заминуваат на неговиот селски имот. Известно време Ана е среќна. Но нејзината среќа набргу исчезнува. Не смее да го гледа синот и не е способна вистински да ја сака ќерката, која, според рускиот закон, го добива презимето Каренин и се наоѓа под власта на незиниот се уште законски сопруг. Вронски е загрижен, бидејќи се додека тие двајцата не се венчани, сите деца што ќе ги имаат ќе бидат Каренин. Тој ја убедува Ана да побара развод. И таа безволно се согласува. Во меѓувреме, таа му се оддава на читањето и не му е само љубовница на Вронски, туку и интелектуална придружничка. Но во собствената изолираност и осаменост, таа бара да ја го посвети целиот свој живот. Колку таа повеќе бара, тој толку станува постуден. Вчашена од помислата дека ќе го изгуби. Таа употребува изговор, хистерични сцени и невтемелни обвинувања. Во еден момент на заслепувачка јаснотија, таа сваќа дека се уништува самата. Истиот ден, подоцна, додека стои на железничката станица, Ана одлучува да се фрли под тркалата на возот, што треба да помине за да го казнам и да избегнам од сите и од себе си. Во последниот миг клекнува на шините. Чувствува наеднаш наплив на радосна надеж и се обидува да стане. Но предоцна е. Неколку секунди подоцна, огромниот и немилосрден метален џин го згаснува животот во неа. Вреднувајќи ги љубовта и копнежот повеќе од бракот и мајчинството, Ана Каренина ги напушта сопругот и синот, но тоа не е се што ќе стори. Им се спротиставува и на припадниците на својот општествен круг, го негира руското општество и ги исмејува стандардите втемелени во светот на руската аристократија.